Грчките законодавци синоќа со мнозинство гласови го одобрија буџетот на земјата за 2018 година. Владата вели дека тој ќе биде последен со услови од меѓународните доверители за финансиска помош на земјата. Овие услови ја држаа Грција во состојба на тешко штедење скоро 8 години. Грција се потпира врз финансиската помош од доверителите, односно Европската унија и Меѓународниот фонд од 2010 година. Во овој период нејзината економија загуби околу 1/3 од производството, но сега, според оценките, повторно се враќа економскиот пораст. Грчкиот премиер Алексис Ципрас рече дека тој сега е сигурен за дефинитивниот крај на финансиската помош. Είναι η πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που δεν φαίνεται να κάνουμε καθόλου τα ίδια πράγματα σε αυτή τη Βουλή. Διότι είναι η πρώτη φορά στα 8 χρόνια όπου όλος παραδόξως ξαφνικά λίγο πριν τον προϋπολογισμό δεν ήρθαν οι θεσμοί να μας πούν ότι για τον επόμενο χρόνο χρειάζονται νέα μέτρα. Ципрас оцени дека станува збор за реален буџет, што било доказ земјата да остане на сегашниот економски курс. Лидерот на главната опозицијска партија, конзервативната Нова демократија, Киријакос Мицотакис упати критики до, како што рече, левичарската администрација за даночен удар врз населението. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που παραμένει ακόμα σε μνημόνια και είμαστε η οικονομία με τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Мицотакис додаде дека граѓаните на Грција се надеваат оти овој буџет ќе биде последен на владата на Ципрас. За добивање на најновата финансиска помош, владата се согласи дополнително да ги намали трошоците и пензиите, да заврши реформата на јавниот сектор и да ги продаде термоцентралите. Тоа предизвика протест и штрајкови во земјата. Мандатот на премиерот Ципрас завршува во 2019 година, 4 години откако дојде на власт, ветувајќи дека ќе стави крај на штедењето. Финансиската помош во висина од 86 милиарди евра, што тој ја потпиша, завршува во август.